Скопје е еден од најголемите предизвици историски гледано, заради тоа што повеќе пати во различни историски контексти има доживувано одредени периоди во кои што градот се развива. За мене искрено како некој кој што живее таму, дел е од таа културна сцена, е всушност предизвикот на создавање на таа трансформација на градот, која што имал прилика после земјотресот во 63 година реално да ја доживее. Така да оваа титула повторно носи еден вид на артикулација која што може да манифестира во сериозна општествена трансформација, а во исто време и трансформација во која што сите граѓани ќе почнат да ги уживаат, односно да ги користат бенефитите од добивањето на титулата Скопје европска престолнина. Па Скопје 2028, како и во останатите градови, дава многу можности за развој на сите сегменти подлабоки, меѓутоа тука сериозно влегува и инклузијата, можноста за отварање на нови работни места, а дополнително и она што некогаш значеше размена на емпатија, љубов и солидарност, која што е клучен момент за Скопје и која што го представува, односно ги издигнува на малце повисоко ниво, заради тоа што после земјотресот всушност 63 година Скопје е точката, светската точка на интерес заради самата трагедија која што се случува и моментот на легаси, всушност на наследство кој што доаѓа е поттикнато таа солидарност во која што Скопје е прогласен за град на солидарноста. Така да навраќањето кон сето тоа и тој момент на наследство кое што нели се очекуваат сите европски престолнини да биде клучен момент кој што ќе продолжи понатака да се актуализира, односно да живее до 35-та година, можеби до крај на 30-тите години, е всушност таа можност на потсетување на солидарност и таму каде што Скопје реално некогаш припаѓал и бил пример за меѓународна соработка. Па Европа слушаше различни пораки од Скопје и за Скопје, онаа вистинската сега која што очекуваме да биде на начин промовирана е над сите сегменти кои што во општественото живење биле клучни, е тоа дека Скопје е европска престолнина, меѓутоа Скопје е и главен град кој што првпат добива титула главен град, нели после 20 години, и со самото тоа тој предизвик всушност ја дополнително ја поттикнува нели и локалната заедница во тој сегмент на соработка, на размена на искуства и дополнително соработката со сите европски продукции, како и од областа на културата, меѓутоа и од другите сегменти кои што влегуваат таму, за да ја збогатат целокупната, за да го збогатат целокупниот пейсаж на културното живење. Инатот е една специфика која што е многу карактеристична за Балканот и инатот е клучна во однос на постигнувањето на многу сегменти. Веројатно немањето простор за артикулација на тој инат кај нас локално, многу луѓе заминувајќи надвор од регионот Западен Балкан се многу поуспешни. Меѓутоа, тоа не значи дека сето тоа не може да се искористи дополнително и да се стави во служба на општественото подобрувањето на општественото живење, меѓутоа културата е таа која што е многу клучна и отпорноста во однос на културните сегменти, посебно која станува збор за нели нашиот западно-балкански инат, дека вистинското канализирање кое што е многу клучно и бит.